централно издание на дневникот на К1. Добро вечер, почитувани гледачи. Ова се настаните кои го одбележаа денот. Велес живее во знакот на питата и виното. Втор ден од манифестацијата Велешка питијада. Според американскиот амбасадор Джейс Бейли, изборите ќе бидат првиот чекор за надминување на политичката криза. Инфраструктурно се уредуваат 3 улици во урбаната заедница 8 во Неготино. Првата вечер од фестивалот помина успешно. Ова на пресконференција попладнево го изјави градоначалникот на општина Велес Славчо Жадиев. Поради најавите за поволни временски услови, очекувањата се оваа вечер да има поголем број на посетители. Успешна прва фестивалска вечер, вака организаторите го оценија првиот ден од 13-тото издание на гастрономската манифестација Велешка питијада. 6600 пити и 1180 литри вино продадени се во првиот ден. Бројката не е конечна, вели градоначалникот Чадиев. Можам да кажам дека се потрошени околу 6600 пити само на улицата и 1180 литра вино е испиено на овој потек од Благо Јорев од улицата. Ова се резултати без од кафаните, од ресторантите, тоа ќе го добиеме во текот на денот. Очигледно е дека временските прилики си го направија во текот на синеќешниот ден своето, меѓутоа се сите генерално задоволни. Задоволни се и производителите, задоволни се и собствениците на кафулињата, бидејќи забавата траеше се до рани утрински часови. Имам информации дека негде околу 4 часот завршила првиот ден онака официјално. Она што за прв пат се случува на оваа питијада е изложбата на олтајмери. За влюбениците во автомобилите, интересно беше да се видат превозните средства од минатиот век. Најстарото возило ни од 1951, Мерцедес 170S. Прв пат јавно да направиме у Велес, иначе до сега има организирано Битова, Прилепи, Скопје. Значи, одиме по олтајмер собир. Со настапот на Желко Јоксимовиќ треба да кулминира втората фестивалска вечер од годинешниот фестивал на питата и виното во Велес. Денеска во Центарот за обука во Идризово промовирани се новите 654 полициски службеници. Тие успешно ја завршија едногодишната обука. Деталите на оваа тема во прилогот што следува. По едногодишна успешна обука во Центарот за обука во Идризово промовирани се новите 654 полициски службеници, од нив 143 се жени. Министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски, честитајки им, порача да бидат безкомпромисни чувари на редот и законите. Ова го посочувам со само единствена цел, да ви илустрирам дел од предизвиците со кои што ќе бидете соочени, а чие што разрешување во многу ќе зависи токму од вашата совесност и професионалност. Да бидете безкомпромисни чувари на редот и законите, но и чувари на професионалната чест и достоинството, како лична, така и на институцијата што ја представувате. На полициските службеници им се обрати и директорот на Бирото за јавна безбедност Митко Чавков, но не и дополнителниот заменик министер за внатрешни работи Оливер Андонов, иако беше присутен на настанот. Повторно господинот Спасовски влезе во една исклучиво политичка приказна, прекрашувајќи го законот за влада во кој децидно се вели дека министерот за внатрешни работи, дополнителниот заменик министер еднакво и рамноправно учествуваат во спроведување на активностите во министерството. Андонов посвеченоста на Центарот за обука во Идризово беше во работна посета на СВР Велес. Таму беше запознат со активностите на полицијата, а за новинарите изјави дека ваквите работни средби се редовна пракса во Министерството за внатрешни работи. Во пресрет на изборите кои треба да се одржат на 11 декември, Социјалистичката партија на Македонија одржа координативен состанок. Од партијата сметаат дека граѓаните, но и бизнис секторот трпат поради политичката криза. Со цел што подобра подготовка и координација за предстојните предвремени парламентарни избори на 11 декември, Социјалистичката партија на Македонија одржува координативни состаноци со претседателите на општинските организации низ земјава.
Од Социјалистичката партија сметаат дека сите граѓани, како и бизнис секторот, трпат поради политичката криза. Ние цврсто стоиме на ставот дека за решавање на состојбата во Македонија, кој што премногу долго трае, единственото можно решение е одржување на изборите на 11 декември. Сметаме дека на тој начин ќе се разрешат сите недоумици кои што ги има во политичкиот живот во државата и дека после изборите ќе дојде до едно стабилизирање во државата политичко. За да можат да продолжат сите проекти, на земјава и е потребна економска стабилност. Разрешувањето на политичката криза ќе биде во интерес на сите граѓани на земјава. Според американскиот амбасадор Джис Бейли, изборите ќе бидат првиот чекор за надминување на политичката криза. Согласно постигнатиот договор помеѓу лидерите на 4 најголеми политички партии во земјава, предвремените парламентарни избори треба да се одржат на 11 декември. Според договорот кој го постигнаа лидерите на 4 најголеми политички партии на 20 јули, а на 31 август потврдија дека се постигнати услови, предвремените парламентарни избори во земјава треба да се одржат на 11 декември. Ние како пријатели и како партнери заедно со Европската Унија ќе ја следиме ситуацијата, истакна амбасадорот на Соединетите Американски држави во Република Македонија, Джес Бейли. Јас мислам дека изборите ќе се случат. Се надеваме дека сите ќе се држат до договорот од 20 јули. Одржувањето на изборите ќе биде првиот чекор кон излегување од политичката криза во земјава. Идниот петок во земјава доаѓа еврокомесарот Јоханес Хан на разговори со лидерската четворка и на увид до каде е процесот за одржување на фер избори. Според пржинскиот договор, собранието треба да се распушти најмногу 60, а најмалку 45 денови пред изборите. Со оглед на тоа што се уште трае комисиската расправа за буџетот на државата, а потоа следува 5-дневна расправа на пленарна седница, пошто ќе се гласа за распределбата на државните пари, собранието ќе се распушти најдоцна до 26 октомври. Инфраструктурно се уредуваат 3 улици во урбаната заедница 8 во општина Неготино. Станува збор за потегот од десната страна на излезот од Неготино кон Кавадарци, каде се лоцирани и функционираат повеќе објекти од стопанството. Со средства добиени со посредство на Вардарски плански регион, а преку Бирото за регионален развој и Министерството за локална самоуправа и за транспорт и врски, веќе извесен период на терен се одвиваат градежни работи за инфраструктурно уредување на урбаната заедница 8 во Неготино. Станува збор за потегот од десната страна на излезот од Неготино кон Кавадарци, каде се лоцирани и функционираат повеќе стопански субјекти кои имаат потреба од уредување на овој простор со цел полесно одвивање на нивните работни активности. Ние како општина Неготино ја изготвивме проектната документација и веќе ни се одобрени двата проекта, и тоа едниот преку Биро за регионален развој и Вардарски плански регион. Тоа се околу 5 милиони денари, каде што ќе изградиме патна инфраструктура на овие простори. Тоа се 3 улици, значи најпрво двете улици, едната во должина од 95 метри, другата во должина од 315 метри. Еве сега се работи на теренот и со комплетно завршување со асфалтирање на овие простори и изградба на тротоари. Едниот проект е за изградба на 2 улици вреден околу 5 милиони денари. Со нивното завршување ќе следува изградбата на третата улица со средства околу 700.000 евра од Министерството за транспорт и врски, а преку Европската инвестициска банка. Најпрво со средства од 27 милиони денари ќе изградиме на овој потек, на овие 3 улици, целата канализационна и водоводна инфраструктура, и со тоа да завршиме, значи, на оваа индустријска зона, да ги создадеме сите услови за нормално стопанисување. И сметам дека со адаптација на овој простор, со еден подобар пристап како на граѓаните, така и на стопанствениците кои се на овие простори, ќе функционира, значи, комплетно стопанството во општина Неготино, малите предпријатија ќе функционираат многу подобро отколку
во досегашниот период. Исто така во овој дел ќе се постави и водоводна, атмосферска и фекална мрежа на целиот простор од оваа индустријска зона. Се очекува работите на терен да завршат во рок од 4 месеци. Во општата болница во Велес во моментов се работи на поставување на енергетска фасада. Вкупната инвестиција е околу 21 милион денари. Средствата се обезбедени како резултат на заштедата од набавката на лекови што ги направи Министерството за здравство. Се инвестира и во кадровските потенцијали, вели доктор Атанас Василев, директор на јавната здравствена установа Општа болница Велес. 34 волонтери ние се да ги примевме на неопределено време. Од 1 септември сега ги примивме последните 11 вработени и тоа е таа група за вработување со трансформација. Вработивме 5 доктори со законот за кофинансирање, значи они дел од специализацијата си ја плаќаат сами, дел од специализацијата им ја плаќа Министерството, ние им даваме личен доход и должни се тие доктори кои ќе завршат нивната специализација да одработат толку долго колку што траела нивната специализација. Исто така и вработивме сега 20 доктори и 2 сестри по оглас, така да мислам дека сме доволно добро екипирани во овој период. Во рамки на посетата на САД, лидерот на ВМРО ДПМН Никола Груевски оствари средба со конгресменот Пасквел. Под мотото "Борбата продолжува, гласот победува" ќе се одржи граѓански марш на 11 октомври во Скопје во организација на СДСМ и група на граѓани. Вести од земјава. Во рамки на посетата на Соединетите Американски држави, лидерот на ВМРО ДПМН Никола Груевски оствари средба со конгресменот од Нью Џерси Бил Пасквел. По завршувањето на средбата, Груевски изјавил дека се разговарало за повеќе аспекти поврзани со Македонија, за предизвиците со кои се соочува земјата, како и за стратешките цели, вклучувајќи го членството на НАТО. Тој потенцираше дека Македонија има одлична поддршка од конгресменот Пасквел и дека комуникацијата со него ќе продолжи и понатаму. За прашањето за членството на Македонија во НАТО, Пасквел изјавил дека Македонија припаѓа на НАТО алијансата и треба што поскоро да стане членка во НАТО. Во изјавата Груевски потенцираше дека сите посети во рамки на посетата на Соединетите Американски држави се одвивале во еден позитивен дух. На 11 октомври во Скопје ќе се случува граѓански марш. Група на граѓани из СДСМ овој настан го организираат под мотото "Борбата продолжува, гласот победува". Според организаторите, маршот се организира на 11 октомври како символ на борбата за слобода. Ја потврдуваме нашата реалност да се избориме за достоинствен живот во својата земја. Ќе маршираме за борба против сиромаштијата, за повисоки плати, за работни места, за млади кои сакаат да останат да живеат во родната земја. Ќе маршираме за правда и правичност, за еднаквост, ќе маршираме за граѓански глас. Денес, по 75 години од основањето на партизанските одреди, нашето оружје е нашиот глас. На пресконференција Зоран Заев потенцираше дека борбата продолжува, гласот победува и дека овој марш ќе бил марш што ќе се паметел. Финансиска поддршка за граѓаните кои ќе решат енергетски да го изолираат својот стамбен објект. Со планот за Македонија на Социјалдемократскиот сојуз се предвидени субвенции во висина од 20% од вредноста на инвестицијата за енергетска изолација. Подпредседателот на СДСМ Дамјан Манчевски вели дека придобивките од субвенциите за енергетската изолација се повеќекратни. 70% заштита на енергија во објектите или 3 пати помала сметка за струја доколку се греете на струја. Со тоа ќе се намали и увозот на електрична енергија. Ќе се зголеми обемот на работа за фирмите кои што произведуваат изолацијски материјали, како и на оние кои што вршат монтажа на истите. Тоа директно ќе поттикне отварање на нови работни места со повисоки плати. Ќе се влијае и на намалување на загаденоста на воздухот, особено во градовите.
Со ова директно ќе се вратат парите назад кон граѓаните и на тој начин ќе се влијае врз подобрување на животниот стандард, вели Манчевски, потенцирајќи дека особено е важно да се зголеми енергетската ефикасност на стамбените објекти. Утрово двајца бомбаши самоубици детонираа експлозив и се разнесоа во својот автомобил во Анкара. Декрет за укинување на санкциите на САД против Мијанмар потпиша американскиот председател Барак Обама свето денеска. Утрово двајца бомбаши самоубици детонираа експлозив и се разнесоа во својот автомобил во јужното предградие на Анкара, а откако полицијата ги повика да се предадат, според наводите на турската новинска агенција Анадолија. Нападјачите се подготвувале да изведат напад со автомобил бомба. Полицијата вчера добила информација дека во тоа подрачје се одвиваат сомнителни активности, изјавил гувернерот на Анкара Арчан Топача. Тој за локалната телевизија изјавил дека во инцидентот учествувале најмалку двајца нападјачи, од кои една жена, и од тие обајцата се идентификувани. Декрет за укинување на санкциите на Соединетите Американски држави против Мијанмар потпиша американскиот председател Барак Обама. Тој тоа го вети на средината на септември на средбата со министерката за надворешни работи Ау Сан Су Чи во Белата куќа. Обама за оваа одлука се повикува на значајниот напредок на Мијанмар и историските избори во ноември 2015 и побара да бидат укинати санкциите кои беа воведени за време на владеењето на воената хунта во Мијанмар. Соединетите Американски држави во мај ги олеснија санкциите во банкарскиот, рударскиот и преработувачкиот сектор, но Вашингтон се уште на црна листа имаше над 100 лица обвинети за врски со поранешната хунта. Вардар и работнички во топ 200 на листата на УЕФА. Уште еден пораз во регионалната кошаркарска аба лига претрепе екипата на Карпош Соколи. За овие и за останатите вести од спортот деталите ги има колешката Валентина Михајловска. Со цел утврдување на досегашните знаења и унапредување на знаењата и вештините, се одржува 9-тиот голем семинар за Окинава карате во поливалентниот простор во Општинското основно училиште Блаже Конески. Семинарот е во организација на карате школата Окинава. Децата можат да почнат кога ќе почнат да одат на училиште. Значи сега одат нели таму од 6-7 години. А нагоре нема граници, значи кој како доаѓа е прифатен и можам да кажам дека имаме баш во нашиот клуб, во нашата школа, група една која е од, да речем, од 60-то годиште па до 65-то, 66-то, 67-то тука. Потоа имаме некои 45 годишници, потоа имаме тинејџери 25-20 години, имаме сега втора година работиме со деца. На обострано задоволство, Велешкиот Окинава клуб 10 години соработува со клубот Белград за суштината на Окинава карате, говори карате инструкторот од Белград Милан Димитриевски. Не е поента, не е суштина на овој стил, значи да развијат само такмичарски дел, медал или некој црни појас или така, него као животен процес, доживотен животен процес. Значи стално да требаме да останеме живи, здрави, да бидеме позитивни, тоа многу прифаќаат луѓе, различити генерации, деца и овие студенти и возрастни и чак и некои пензионери. По приемот на нови членови во клубот ќе се полага за Q ученички рангови.
Сончево време со умерена облачност се најавите на метеоролозите за денес и за утре. Максималната температура ќе се искачи до 21 степен. Со оваа информација го завршуваме дневникот. Пријатно!